Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Министерот и заменик министерот за здравство во посета на Прилепската болница. По 10 години работа во Прилеп и 11 во Германија, доктор Златко Јаков се врати да работи во Прилепската болница. Вечерва Велешкиот театар на сцената на Војдан Чернодрински. Трето место за екофарма на учениците од Средното општинско училиште Орде Чопела. Прилепчанецот Филип Николовски настапи на Златна бубамара. Времето денеска сончево и студено. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Министерот Таравари денеска во посета на Прилепската болница каде беше промовирана новата опрема. Потребна е нова систематизација и директорите сега ќе отворат конкурси. Договорците ќе се вратат на работа, но само компетентните, при што директорите ќе имаат ексклузивно право да одлучат по конкурсот, посочи Таравари. Видете, ако овие договорци не работат сега и во клинички центар се случува, на неколку клиники, болничари и сестри, ако речате без плата 10 дена не работиме ние, тогаш ќе имаме проблем во функционирањето на здравствениот систем. Така да ја гарантирам дека не дека ќе им се продолжат договорите, туку овие ќе земаат и решенија. Ние веќе тоа го најавивме, а на 30 декември го поминавме и во влада, и здравство и финанси. Меѓутоа, по новите систематизации поради приватните специјализанти, кои што се 300 во првата половина на оваа година и уште 300 во втората половина на 2025-та, ни требаше нови систематизации и директорите нормално сега ќе отвараат конкурси, договорците ќе ги примаат, меѓутоа не мора 100% од тие што биле на договор. Работев 10 години во Прилеп и 11 години во Германија, рече доктор Златко Јаков, прилепчанец кој се врати од Германија да работи во Прилепската болница. Јас помагам на ова одделение веќе 2,5 месеци, скоро трет месец на хирургија со дежурства во моето слободно време, а чекам официјално да бидам преземен и да почнам да работам со новата апаратура, се разбира, ми е позната, имам работено. Задоволството да се работи со свој народ е првото, стручноста која што се стекнала да се покажи, да се примени, да се сподели со колегите. Нормално сите други предности кои што ги нуди татковината. Парите се доволни, значи тој стил на живот задоволува оваа плата. Истото во Германија само треба 10-кратно да е повисоко, бидејќи посложено, по-скапо. Прилепската болница се екипира. Директорот на болницата, Јоновски, најавува дека во сите одделенија се враќаат доктори и специјализанти.
на сите одделенија треба да се вратат по 1-2 доктори. На гинекологија моментално се враќа една докторка, сега пред една недела заврши со специализацијата. На ортопедија треба да се вратат 2 доктори од специализација, хирургија 2 доктори од специализација. Сега бројката точно не ја знам за сите, меѓутоа по 1-2 во секој одделение. И плюс во најскоро време треба да имаме 9 приватни специализанти, некои се во завршни години, некои се во средина на специализацијата и за тоа очекуваме тој процес да заврши за најкраток момент. Во рамки на недела на театарот по повод 75 години од неговото постоење на сцената на Војдан Чернодрински гостува велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот со представата Вечера за глупаци, работена според текст на Франсис Вебер во режија на Ненад Витанов. Станува збор за комедија во која се комбинираат комедија на карактери и комедија на ситуации. Сценографијата е на Филип Коруновски, костимите на Раде Василев, а музичкиот избор е на Ненад Витанов. Играат Фаик Мифајловски, Благојчо Стојанов, Жарко Спасовски, Талија Настова, Јордан Витанов, Кира Ацевски и Сандра Танчева. Трето место за екофарма на учениците од Средното општинско училиште Орде Чопела. Учениците Амина Ефатовска, Стефан Николовски, Алексеј Сркески, Ана Марија Блажеска и Меланија Боцеска од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп, како дел од тимот Екофарм под раководство на менторот професор Ѓорѓија Гагалески, со својата бизнис идеја Екофарма со кулинарска лабораторија освоија трето место на првиот климатон одржан во Битола, кој го организира Сеет Хаб Скопје во партнерство со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, поддршка на Фондацијата Отворено општество Западен Балкан. Пејачот Филип Николовски со неговиот хит «Само на добро нека е» настапи заедно со членовите на групата Меморија на 28-то издание на Златна бубамара на популарноста, кое синоќа се одржа во арената Борис Трајковски во Скопје. Култната група Меморија на оваа манифестација е наградена со Златна бубамара. Да подсетиме, Радио Пела го награди Филип Николовски на манифестацијата 13 величествени за придонес и препознатливост во заедницата по повод 8 години од постоењето на Радио Пела и по повод Светскиот ден на радиото. Печатоците се совршени, уште да кажам така се собирам себе си од синокешниот настан и сум почестен за гестот на култната група Меморија, која што синоќа доби 2 награди за рок концерт на годината и за рок група на годината. Едната од тие 2 награди групата решила да ми ја поклонат токму мене, за што сум им бескрајно благодарен. Сето беше преубаво, а јас би кажал вака: одеднаш добиваш прилика за сите оние познати личности во Македонија што само до пред една година си ги гледал на ТВ екраните, сега ги гледаш и ги запознаваш сите во живо и застануваш на иста сцена со нив. Тоа е едно непроценливо чувство. Временска прогноза. Временска прогноза. Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, утрово во Прилеп измерени се минус 10 степени. До крајот на денот ќе преовладува сончево време со максимална температура до 7 степени. Во наредните денови времето ќе биде стабилно и студено со ниски утрински температури кои насекаде ќе бидат негативни, а наместа ќе се спуштат и под минус 10 степени. Преку денот ќе преовладува претежно сончево време, а мало зголемување на облачноста ќе има за време на викендот. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.